Влажни коловози апел за внимателно возење и денеска по врнежите од снег. Иако нема задржување на снегот, сепак сообраќајот се одвива по влажни коловози, па како што велат од Македонија пат, потребно е поголема внимателност и прилагодена брзина на движење. На вообичаените места во крајниот исток од државата има појави на одрони, но истите се ситни и се работи на нивно отстранување, што значи нема опасност за возачите. Тamo сите коловози се влажни, сообраќајот се одвива по влажни коловози, на снег немаме, врнежите од снег се сосема слаби, така што не се задржуваат ни на страна ни на коловозите. Екипите се спремни за интервенција, возилата се спремни, материјали имаме, така доколку се наложи потреба, ќе се интервенира. Одрони ситни се чистат, немаме некои опасности за одвивање на сообраќајот, ама пак би апелирал да се вози внимателно, затоа што и влажните коловози се многу лоши за возење. Дополнително врнежи од снег се најавени за вечерва и за утре. Како што вели Цоневски, тие се подготвени со кадар, возила и доволно материјал да интервенираат доколку за тоа се создадат услови. Во високите краеви, значи сигурно во Штип, во Струмица повисока е, по околу 3-4 степена немавме. Утре го немавме мраз. За утре ќе видиме, да бидеме здрави и живи. Вечер се најавува нови врнежи од снег, па ќе видиме. Сега за сега е така работа. Материјали имаме, возилата ги проверуваме, така да ја мислам дека не би требало да имаме проблеми. И од Автомотосојузот на Македонија препорачуваат прилагодена брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација и внимателно управување со возилата, особено на патиштата низ котлините, речните долини и клисурите, каде има можност од појава на одрони. Ова посебно се однесува за делниците Катланово, Велес, Маврово, Дибар, Струга, Виница, Берово и Кочани, Делчево. Дополнително важи обврската за поседување зимска опрема, која е во трајање од 15 ноември минатата година до 15 март годинава, без оглед на моменталната временска состојба.